Едниот од нив е Захари, таткото на новородениот син, и над него пишува Захарија. На десната страна од композицијата е грациозна девојка, која е со деколтирана сина свечена облека, со бели обетки и бисери во косите. Во рацете држи послужавник, тепсија, а во него 3 чинии полни со јадење, овошје, вилушки и нож, и принесува на Елисавета. На 8-миот ден дојдоа роднините на Елисавета и оние кои живееа околу, да ја споделат радоста што Господ ја удостоил со својата милост и сакаа на бебето да му го дадат името на татко му Захарија. Мајка му, Елисавета, одговори и рече: не, туку да се нарече Јован. Тогаш присутните и рекоа: нема никој во твојот род кој го има тоа име. И го прашаа таткото со знаци, како би сакал да го наречат, зашто Захарија беше онемен, откако дознал за тоа дека ќе имаат син. Тој побара плочка и напиша: Јован му е името. Овој момент зографите го представуваат Захарија на фреските како седи и во десна рака држи орлово перце и на плочката веќе напишал: Иоан будет имја его. Јован ќе биде неговото име. Детето Јован растеше и крепнеше, но поради теророт на римските власти над христијаните и стравот од колежот на децата, мајката Елисавета го однесе Јована во пустината. Таму Јован остана до своите зрели години, хранејки се со скакулци и со див мед. Во 28-та година од нашата ера, Јован ја напуштил пустината и почнал јавно да настапува како пророк. Тој бил облечен во груба ткаенина направена од камилско влакно, препашан со ремен од кожа. Проповедал со силен глас и преполн занес за скорешното доаѓање на Царството Божјо и го повикал народот на покора. На оние што ќе се крштеваат со него во водите на реката Јордан, им ветувал проштевање на гревовите и влегување во идното Божјо царство на земјава. Тогаш од Ерусалим, од цела Јудеја и од целиот крај Јордански доаѓаа кај него и се крштеваа во реката Јордан, исповедувајќи ги своите гревови. Јован им одговараше на сите велејки: Јас ве крштевам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги врзам ни ременчињата на неговите сандали. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Дојде и Исус од Галилеја на реката Јордан при Јована, за да го крсти и него. А Јован го одвраќаше, велејки: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли идеш? Во Курбиновската црква Свети Ѓорѓе од 12 век насликана е композицијата Крштевање на Исус Христос на реката Јордан. Лево од Христа, на самиот брег од реката Јордан, е Свети Јован Крстител, наведнат кон Исус Христос го крштева. Јован е облечен во камилини кожи, со кратки ракави. На спротивната страна од реката, на брегот, се два ангела,
поднаведнати со подадени раце и со поглед се кон Христа. Долу во реката, под нозете Христови, е младо момче со овално лице и кратки кафени коси, свртен со глава и поглед кон Исуса Христа. Во тоа време, царот Ирод чу се што се случуваше. Поради тоа што околу Јована доаѓаше маса народ од сите страни, царот Ирод се исплаши од влијанието на таков човек кој би можел да предизвика востание кај народот. И Јован беше окован во синџири, испратен во тврдината Махерус, една од многобројните тврдини кои Ирод ги изградил во Палестина. При едно патување во Рим, Ирод се запозна со жената на својот брат Филип. Се зближи со неа дотаму што дури ја побара за жена. Иродијада прифати. Во тој брак, Иродијада ја доведе и својата ќерка од бракот со Филип, Салома. Тетрархот Ирод Антипа имаше уште една причина да го затвори Јована во граничната тврдина Махерус, кога овој го обвинил за тоа дека извршил родосквернавење, зашто ја зеде Иродијада, жената на својот брат, и се ожени за неа. Бидејќи тој брак е недопустлив од Мојсеевиот закон, Јован Крстител според Евангелијата покрена тешко обвинување против царот Ирод, а според мислењето на разгневената Иродијада, тоа е престап на Јован Крстител и може да се искупи само со смрт. Во тврдината Махерус се одигра мрачната, но некако чудна, фасцинантна драма, повеќе пати уметнички користена во музиката, сликарството и литературата. Гозбата на Ирод и танцот на Салома со одмаздата на Иродијада, одсечената глава на Јована донесена на чинија во гозбената сала. Овде мора да додадеме дека ќерката на Иродијада, која што со својот танц толку го одушеви Ирод, во Евангелијата нема име. Вон евангелиските извори не информираат дека името ѝ било Салома. Немаше исто така да знаеме за местото на Јовановото погубување, ако Јосиф Флавиј не информираше дека тоа било граничната тврдина Махерус, место каде што Јован требало да го заврши својот живот, во мрачен и див крај, на источниот брег на Мртвото море. Место кое со никаков пат не е поврзано со светот. И секој што ќе чуе за отсечувањето на главата на Јован Крстител, со него поврзува името на Салома, ќерката на Иродијада, која по танцот, а по желба на својата мајка, како награда ја посакала главата на Јован Крстител. Кога разбраа Јовановите ученици, дојдоа и го зедоа неговото тело, го ставија во гробница, а потоа отидоа и му соопштија на Исуса. Гозбата на царот Ирод продолжи, а Салома сето време танцуваше со кренати раце, во кои ја држеше чинијата со главата на свети Јован Крстител. Кај нас во Македонија, многу цркви и манастири се посветени на свети Јован Крстител, а меѓу нив е и манастирот Свети Јован Вигорски. Во овој манастир зографите, иконописците и копаничарите со длабоко религиозни чувства